че преосвещенство ново интронизирано Владко Марко, бач високо преосвещенство и преосвещенство. Честни отци, браќа, сестри, барем половина од животот го познал владиката Марко, зборам за неговиот живот, мојот е малку подолг, зашто сум постар. Во тој пола живот го запознав по детали, да речам, неговиот карактер, а неговиот карактер може да се види од првиот ден кога се замонаши. Се сеќавам како денес, дека дојде да не бркат од манастирот во Неготино, каде бевме со него, тој уште не беше замонашен, и го прашав дали во такви услови сака да се замонаши. Знаевме дека ќе има многу незгодни моменти. Всушност, предчувствувавме, подобро речем, дека ќе има многу незгодни моменти. И тој тогаш рече, нека биде волјата Божја и нека биде вашата волја, сметајќи на мојата волја. Јас, како денес ќе повторам, се сеќавам во многу тешка дилема бев. Затоа што во најтешките моменти од мојот живот требаше да го замонашам владиката, сегашниот владика Марко и новоинтронизиран, кој во суштина не ја пожали својата младост да ја даде за црквата Божја. Тоа е голем завет. И за секој што малку духовно разбира, тоа му е голем предказател за тоа како ќе се движи живот нечи. Затоа што црквата низ тешкотиите се подигнува. Така било од првите векови во христијанството. Од времето Христово, од времето на апостолите. И денеска, кога осветуваме црква, ја осветуваме на темелите на мачениците. Затоа што во црквата мачеништвото е нешто на кое се основа црквата. Прво на Христос, секако, но потоа на верата на мачениците. И затоа кога некој ќе покаже таква вера, јасно е дека ако истрае во таа насока, ќе има големи плодови. Плодовите денеска ги гледаме. После големи бури дојде период владиката Марко да се успокои. Во навистина мала епархија, ново постановена, но во суштина во мирното пристаниште Господов и на Богородица. Сакам да му честитам големата назнака да биде епископ на ова новоформирана епархија, да го води народот како добар пастир, да ги води сите своји епархијани, жртвувајќи го и сето свое слободно време. А ако е потребно, што не по закон е потребно, и својот живот. На тоа е спремен владиката, за да го задржи, за да го зачува Словото Божјо. Че ви честитам, преосвещени владико, да долгоденствувате во оваа епархија и милоста Божја секогаш нека биде со вас. Нека ве води, нека ве храни, нека ве чува, нека ве пази во сите дни на вашиот живот и да имате спокој и мир Божји
во неговото нарачие. Ваши високи превосвещенства, ваши превосвещенства, честни отци, браќа и сестри во Христа, не е лесно да се соземи човек после овие пофални говори. Светите отци велат многу фалби на совршени во света. Само се надеваме дека Господ ќе ни даде сила во предизвиците кои ни предстојат заедно, како што реков и во граѓањето во црквата, да ги жениме плодовите на единството, плодовите на меѓусебната љубов, плодовите на сплотеноста, која не прави едно и меѓусебно, едно и со Бога. Не ми е лесно да ги стишам емоциите и да не ми задрепени гласот. Да чувствувам како должност во вашата љубов, да ви заблагодарам на сите што денес дојдовте и ми направите голема чест и радост на овој чин на возвеличување, кој не го сметам само за мој лично возвеличување, туку возвеличување на секупната љубов, на секупното единство, кое го постигнавме овде во нашата држава. И благодарам на браќата архиереи кои оддалеку дојдоа, владиката Андреј дојдоа најдалеку, дури од Виена, потоа и на другите браќа архиереи, владиката Вранјски Варховније и владиката Нишки Арсеније. Благодарам и на сите други браќа кои не пожалија труд да дојдат и учествуваат во оваа наша радост, но не само наша радост, туку и радост на сите епархијани овде, а и за целата црква, може да кажем. А што би рекол за мојот духовен отец кој покрај Богу стекнав тоа искуство за саможртвена љубов, може би се надевам нема да се налутите дека најголема благодарност чувствувам кој него. Но и кон сите вас кои су убавите зборови и сестрите од манастирот Свети Стефан во Горно Жапско кои така прекрасно ни пееја на литургијата, не вознесува на небесата со духот, и на сите други отци и браќа кои дојдоа да ни увеличат радоста. На сите верници им благодарам кои дојдоа од различни крајеви на Македонија да бидат денеска заедно со нас овде. И на крајот на непомалку важно секако им благодарам и на отците од Делчевско-Каменичката епархија кои се потрудија да го организираат овој настан. Само оние кои организирале настан од вакви размери знаат колку е потребен труд и енергија, и јас и во нивно име и во своје име ќе замолам за прошка ако имало некаков пропуст. Се радувам да голем да би замолил за прошка ако имало било каков пропуст, со надеж дека со ваша помош и со вашите молитви за понатамошни организации ќе бидеме уште поорганизирани и уште подобро ќе се знаеме. Не знам дали
неколку пропушти. Меѓутоа, се надевам дека не пропушти никого, но и ако некој не се почувствува спомнат, овде ќе кажам само дека сум благодарен на сите што дојдоа. Сега ми паѓа на памет дека заборавив да спомнам градоначалникот на Македонска Каменица, меѓутоа не дека е помалку важно што на крај го спомнувам. Имавме пријатен разговор за време на ручекот и на некој начин дознав дека генерацијски сме блиски и дека имаме слични ставови по многу прашања и се надевам на присна соработка како би можеле да напредуваме и во црквата и на државен план, да можеме сплотени и околу црквата и околу нашата татковина да се движиме, да направиме подвиг, да се издигнеме на себе си и да се движиме онаму каде што нашиот Створител промислил, а тоа е вечната заедница со него. Уште еднаш на сите вас ви благодарам за љубовта, навистина ме трогнати со зборовите кои некогаш и човек не се надева дека толку многу љубов ќе прими и се чувствувам навистина почестен од вашата љубов. Се надевам дека ќе можам во иднината Господ да надава шеби. Сите да сте живи и здрави. Тоа што сум сега во Делчево и Каменица не значи дека ќе бидам далеко и од Штип, каде што досега служам, не значи дека нема да бидеме во контакт, а сигурно уште помалку не значи дека и со браќата од Српската православна црква ќе бидеме далеку. Напротив, како што спомна владиката Андреј, дека ќе направиме мост и со другите епархии во Српската православна црква, со другите православни цркви во светот, и тој мост да биде една движечка сила преку која ќе се сплоти црквата и овде кај нас и во светот. Ви благодарам уште еднаш на сите, да сте живи и здрави.